ние имавме неколку состаноци на таа тема и со директорот на Оперативно-техничката агенција и со директорот на Агенцијата за национална безбедност. Точно е, нашата држава час поскоро треба да пристапи во набавка на опрема, кој што сите системи за комуникација може да ги контролира од аспект на својата надлежност. Имаше различни гледања од аспект на тоа кој треба да биде медиаторот, односно преку која институција да оди приклучувањето. Тоа го расчистивме барем во тој состав, дека и за овие апликации или начин на комуникација, Оперативно-техничката агенција треба да биде медиатор. Не само тие. Значи, сега се очекува за многу скоро време да излезе нов систем на комуницирање, 5G и други системи кои што секоја земја мора да ги следи и соодветно да ги надградува системите на службите, затоа што тие, ако не бидат соодветни на она што е реалност, во моментов тие не можат да објавуваат својата законска надлежност. Така да се согласувам дека Оперативно-техничката агенција треба да биде обезбедена соодветно со буџет, за да може да го покрие и ова. За сега буџетот на Оперативно-техничката агенција не го гарантира ова што зборува. Треба законски измени за ова, за да и се овозможи да ги следи и овие алатки, или тоа го има во законот како можност, само и требаат пари на агенцијата? Тоа го има во законот, и во законот за следење на комуникациите, и во законот за АНБС е предвидена користење на таквите средства и на таквите алатки, со тоа што кај тактичката опрема е веќе предвидено дека тие ќе бидат сместени во јавното обвинителство, заради тоа за да има поголема контрола и независност во контролирањето на нивната примена, а кај овие другите тие се во законот дефинирани како опрема која се користи без посредство на ОТА и операторите, односно се користи доколку ОТА нема создадено услови. Сега тоа е законската формулација, но да се вратиме на она што суштински, да речеме, е потребно, и тука се сложуваме сите дека на нашите безбедносно разузнавачки служби заради целосно и ефикасно вршење на нивната надлежност апсолутно им се потребни вакви алатки кои што секаде во светот се користат, и ние веројатно заради сето она што претходно се случуваше малку каскаме во тој дел. Мислам дека треба да отвориме прво дебата во јавноста, заради тоа што, да бидеме искрени, станува збор за поприлично интрузивни алатки, така се нарекува, заради тоа што со нив практично се става на увид многу поголем обем на податоци со кои што сите ние располагаме, и токму од аспект на заштита на човековите права, кои секогаш знаете како кога работат безбедносно разузнавачките служби се на граница со почитување на човековите права, меѓутоа се со цел да гарантираме дека нема сега да ни се случи некој нов скандал од некој нов вид и обем, треба да отвориме широка дебата, треба да ги слушнеме мислењата и апсолутно треба да пристапиме кон нивна набавка, но прво да се осигураме дека законски и во подзаконските акти тоа ќе биде стриктно уредено, за да не се